Почитувани, значаен сегмент во програмата на ВМРО-ДПМН е посветен на инвестициите во здравството и обезбедување на квалитетна здравствена услуга за сите граѓани. Се работи за сфера која е запоставувана со децении и владата на ВМРО-ДПМН е прва која започна темелно и храбро со корените реформи и инвестиции во здравството. Здравствениот систем континуирано се подобрува во насока на унапредување и одржување на здравјето на целото население. Дозволете да ви представам само дел од проектите предвидени со новата програма. Како прво, сет на проекти наменети за унапредување на трансплантацијата со која предвидуваме. Секој човек кој ќе дарува орган или коскена срцевина ќе биде доживотно ослободен од плаќање на партиципација. Односно, овие хумани лица ќе ги изедначиме со крводарителите. Бесплатни медицински испитувања поврзани со трансплантација за оние лица кои сакаат да бидат потенцијални донори на органи или коскена срцевина. Односно, државата ќе им ги покрие и трошоците за партиципација. Преку национална кампања континуирано ќе ја подигнуваме јавната свест за значењето на трансплантацијата и дарителството како највисок хуман акт во општеството. Овие мерки треба да овозможат помал број на пациенти на дијализа, за што и си зацртавме среднорочна цел, како и подобрување на квалитетот на животот на пациентите кои ќе бидат трансплантирани, водење на нормален живот наместо да биде врзан на апарат за дијализа секој втор ден. Дополнително на овие проекти предвидуваме и унапредување на дијализата преку контрола од страна на фондот на квалитетот на секоја дијализа. Фондот ќе го мониторира овој процес преку специјализиран софтвер и теренска контрола. Планираме отварање на 5 регионални нефролошки пунктови во Република Македонија. Во овие центри ќе работи високо специјализиран кадар кој би имал за цел рано откривање на бубрежните заболувања, грижа за пациентите кои се во преддијализна состојба, постојана комуникација со матичните лекари. Со ова ќе постигнеме и задоволни пациенти, елиминирање на потребата на пациентите да патуваат во Скопје постојано, поквалитетно здравје и подостапни услуги. Најавуваме и голема инвестиција во опрема, инфраструктура и кадар, со цел да ја развиеме во Македонија и трансплантацијата на коскена срцевина од несроден дарител на клиниката за хематологија, институтите за трансфузологија и имунологија. И трета смена во дијализните центри ќе им стои на располагање на работоспособните пациенти на дијализа. Друг проект кој сакам да ви го представам, наменет за идните родители, како и за пациенти е поефикасна исплата на породилните надоместоци и боледувањата. Иако фондот во изминатиот период успеа, како никогаш досега, навремено и редовно да ги исплатува боледувањата и породилните надоместоци, сепак тие се исплатуваат согласно закон од кога фирмата во која работат исплатила плата. Значи, повторно има разлика во времето на прием на плата и на доместок од фондот. За таа цел одиме чекор понапред, со новиот проект по пример на Словенија, со кој ќе ги исплатат надоместоците за боледување и породилно отсуство преку фирмите, во исто време со платите на вработените во фирмата, додека фондот ќе ги компензира трошоците на работодавачот. Проектот ќе се одвива на следниот начин. Фирмата му го исплаќа надоместокот на вработениот, а фондот на фирмата. Со овој проект ќе се обезбеди континуитет во приливот на средствата на граѓаните во услови кога им се најпотребни во ист датум, како и платата на нивните колеги. Ефекти од овој проект се задоволни идни родители, задоволни 30.000 граѓани кои што се на боледување, намалена администрација за сите, навремена исплата на надоместоците, елиминирање на дискриминацијата во системот за различен период од исплата на платите и надоместоците по основна плата. И последниот сет на проекти кои сакам да ви го представам е наменет за сите осигуреници. Нови електронски услуги и автоматски пријави во Фондот за здравствено осигурување. Електронски потврди за крводарители. Електронски барања за боледувања,
ослободување од партиципација, медицинска рехабилитација, ортопедски помагала, укинување на хартијаната здравствена книшка, укинување на хартиениот рецепт и упат, автоматска достава на потврди за редовни студенти, автоматска пријава и одјава во здравственото осигурување. Сето ова е дел од новините со кои сакаме да ставиме крај на гужвите и редиците во фондот. Воедно најавуваме и крај на редиците предизвикани од задолжителната пререгистрација на лица со ниски примања и поврзување на фондот со податоците за примањата со Управата за јавни приходи. Со оваа новина ќе се овозможи поедноставување на постапката за пререгистрација на 250.000 граѓани кои што секоја година доаѓаат во фондот со ниски примања, односно истата ќе може да ја вршат без да поднесат изјава за остварени приходи, а овие податоци фондот ќе ги добива од Управата за јавни приходи по службена должност. Почитувани, со овие проекти, како и со многу други, кои се предвидени во програмата на ВМРО ДПМН за здравство, сакаме активно да придонесеме за подобро здравје на граѓаните, поквалитетна здравствена заштита, превенција наместо лекување, а кога ќе имаме потреба за лекување, сакаме да овозможиме најквалитетна здравствена услуга со најмодерна апаратура, со високо квалификуван кадар, во достоинствени и репрезентативни здравствени објекти. Сакаме да направиме поефикасен, административно поедноставен здравствен систем кој е наменет за граѓаните. Почитувани, овие проекти се разликата меѓу владата на ВМРО ДПМН и претходните влади. Овие се конкретни проекти кои ќе ги оствариме, а токму граѓаните ќе ја препознаат разликата.